Адриана Павловиќ, имам 18 години и учам во Средното техничко училиште. Со латиноамерикански стандардни танци започнав да се занимавам во мојата 4-та година. Тоа се деси сосема случајно и чисто од љубопитност. Една моја комшивка одеше на тренизи и од мојата желба да видам се и да знам се случи аз да бидам таму и така се роди мојата љубов кон танците. Immobile comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu... Моментално веќе година и пол работам како тренер во танцовиот спортски клуб Стефан Попидола и сум хореограф на групата Bonita Chicas. Une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai. Моите планови за година се да се запишам на факултет за уметност надвор на нашата држава, поради тоа што има поголема перспектива таму и секако да продолжам да се занимавам со танци. Regarde s'était croisé, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, mais pourquoi moi, alors que les autres Втикнувам сите оние кои што имаат некаков талент да се само промовираат, поради тоа што талентот е нешто што треба да се истакне и да се покаже пред другите, а не да се крие. И мислам дека овој начин на самопромовирање преку видеа е најдобриот начин поради тоа што ние сами треба да се представиме, а не да чакаме некој други да нас. je te retrouverai, c'est sûr. Ова кусо видео кое пред малку го погледнавте е всушност најавата за мојот гостин ова утро, магистер Ана Дајовска. Ана, добро утро. Добро утро. Ти благодарам што си дел од Деница и што денеска ќе поразговараме малку повеќе околу ова здружение. Така. На почеток кажи ми колку време постоите и која е целта на вашето постоење како Get Иновација или невладина организација или здружение за информатичко образование? Едуцирање. Get Иновација постои веќе 4-та година. Целта за нашето формирање беше потребата која ние ја согледавме во тој момент дека луѓето имаат немаат место каде што може да се информираат повеќе за интернет технологиите, меѓутоа на еден неформален начин, бидејќи станува збор за невладина организација. Се она што ние го работиме се работилници или проекти кои што вклучуваат интернет технологии, имплементација на некои иновативни решенија. Меѓутоа сите овие практики се во една атмосфера која што не ве обврзува постојано да ги посетувате или да биде предавања или некој начин кој што вклучува формално образование. Сепак, луѓето кои што секогаш предаваат или кои што ги држат тие работилници проекти се експерти во нивната област. Меѓутоа се трудиме со имплементирање на различни методи на работа, посебно младенска работа, да имаме еден концепт кој што на младите луѓе дури кога учат им е нов, иновативен и преку некои се викаат energizers, значи игри за давање на енергија, да може да понатаму тие да на еден поинтересен начин сепак и преку еден вид на игра да научат повеќе за дадена тема или област. Кои се вашите посетители, мислам на популација? Често се помладите, оние кои што се уште во образовен процес на средните школи, основните школи, или можеби и младите луѓе кои што го завршиле своето образование, меѓутоа сепак сакаат информација плюс кога станува збор нели за информатичкото едуцирање, кога станува збор за секојдневни алатки кои што можат да ги применат во секојдневието и нивното живење. Па во целокупното работење на ГЕТ се вклучени многу старосни групи. Прво, нашата цел првична беше младинска работа. Ние работиме со млади луѓе од 18 до 30 години. Тоа станува збор за европските проекти. Меѓутоа исто така минатава година имавме еден иновативен, се викаше иновативен центар, каде што беа вклучени луѓе над 50 години. После тоа исто така работиме со некои од основните училишта. Имавме флешмоб кој што беше организиран со основното училиште Коле Канински, па и со нив со основците
имавме соработка. Во моментот е во тек Maker Week, European Maker Week, Европската недела на креативци. Тука најчесто средношколците се вклучени и исто така децата кои што или студентите. Меѓутоа, се трудиме сите групи да ги офатиме. Во секој случај, во овој момент, овие 2 до 3 години, многу често работиме со млади луѓе од 15 до 25 години во тој Таа најзастапената група. Да. Колку е тешко денеска во земјава или конкретно во Битола да се има една ваква организација, каде што покрај што целта е неисцрпна, постојано имаме некои нови работи кои што можат да се научат. Колку е лесно од ваш аспект првично да дојдете до тие нови информации, до тие предавачи на тие работилници, неформални, независно на каков начин се организираат, меѓутоа првично пристапот до информации и потоа крајната таргет група каде што треба да ја пренесете. Тешко ли е денеска да се направи сето ова? Па, во нашата организација најчесто станува збор за луѓе кои или се студенти на технички факултет, или тргнувајќи од мене, бидејќи моето поле на работа е бизнис информатиката, значи константно се следи и од моја страна што ново се случува, меѓутоа и другите волонтерите кои што се вклучени, луѓето кои што често не посетуваат, најголем дел од нив или се многу заинтересирани за интернет технологиите или некои иновации, или пак се веќе во тек со сите информации бидејќи се студенти на технички факултет, било тука, било во Скопје. Така. Имате тековни проекти кои што се одвиваат нели во моментов, имате европски, Да. имате други видови на проекти. Да започнеме поред, да речем со оние тековните, што оно што во моментот го правиме, знаеме нели од претходниот прилог што го погледнавме пред ова видео, имавме информација дека Get Иновација се приклучи по втор пат, ако не се лажам, годинава да стане дел од Европската недела на креатори. Збор два повеќе околу ова. Така. Значи, во моментот, во тек до утре, до петок, ќе трае Европската недела на креатори или European Maker Week. Тоа е како следна активност од една предходна иницијатива на Европската комисија, која се викаше European Startup Week или Европската недела на стартапи. Таа се случи во февруари и се случи на Технички факултет Битола. Исто така Get Иновација беше домакини на тој настан и подоцна добивме покана да видиме домакини на следниот настан, Европската недела на креатори. Се разбира, се организиравме посебно поради тоа што во тек покрај Европската недела на креатори кај нас е и проектот Млади иновативци во акција. Овој проект пак потполно се поврзува со тој концепт, бидејќи станува збор за иновативни луѓе кои што снимаме видеа за нив и ги промовираме како мотивација за сите други млади луѓе. Така, нешто ново кое се прилика да го погледнеме и тоа видео со една ваша соработничка, така да се изразам. Да, и дел од тие луѓе кои што учествуваат во Млади иновативци, ги поканивме да бидат дел од Fab Lab или Fab лабораторијата во оваа недела на креатори. И со тоа го поврзавме концептот кој ние го креиравме тогаш со овој концепт на Европската комисија, која што тие го замислиле како еден настан кој што ќе се одвива во 28 европски земји и сите овие 28 европски земји внатре организираат 480 настани, 4 од нив во Битола. И на тој начин го креиравме концептот за European Maker Week, со тоа што се вика името на нашиот проект тука како креативци е Fab лабораторија со младите иновативци во акција.
И на овој дел ни се вклучија Васко Мирчевски, кој што работи продукција, музичка продукција. Тој ќе има работилница денес во 13:30 часот во едукативниот центар на улица Цане Василев број 15. Може кој сака да се придружи на настанот. Исто така, предходно вчера беше работилницата со Наташа Јовановска, која што пак на младите девојки им понуди можност да научат нешто повеќе за професионалната шминка и практично им покажуваше. Предходно работевме на нешто што е како последователна активност од еден проект кој што Get Иновација го работеше во април. Тоа беше проектот Safe Drive Saves Life, или безбедно возење спасува живот, каде што имавме и на самиот проект симулации на возење и сега тие симулации на возење повторно ги направивме за време на Европската недела на креатори во понеделникот. И она што следува утре, исто во 13 часот, е една работилница која што пак имплементира нешто најново што е интересно за младите луѓе сега. Апликацијата Snapchat, која верувам сите средношколци посебно ја користат, и нешто ново кое што Snapchat го промовира во моментот, Beam, односно апликација која што ни помага да ги пренесуваме настаните во живо. Да имаме, додека се случуваат, се става на срцето и може да го снима настанот. Некои моменти кои што ни се важни во животот да бидат на тој начин запаметени. Најпосо ги презентиравме, така да се изразам, овие 4 работилници кои што ги организиравте. И малку еден интересен момент ми е оној дел со шминкањето. Имавме симулативно возење, имавме промоција на нова апликација од Snapchat и имавме ситуација на друга работилница каде што имаме шминкање. Нешто што е надвор од информатичкото учење, меѓутоа денеска е доста актуелно според мои истражувања кои што сум ги правела како една професија на многу луѓе, многу млади луѓе кои што се гледаат во иднина, тоа е токму козметиката, шминкањето, педикирот, маникирот. И дури во работничкиот универзитет курсевите кои што најмногу се барани се токму од оваа сфера. Зошто токму ваква работелница? Па, многу беше интересен концептот уште кога ја снимавме Наташа за младите иновативци во акција, бидејќи таа покрај тоа што си има свое студио, каде што си работи професионална шминка, таа прави туторијали за YouTube. И на тој начин ја поврзавме, имплементиравме дел од нејзината работа, нејзините снимки во нашето видео. И исто така имаше, бидејќи Maker Week, European Maker Week, значи луѓе кои прават нешто, не мора да е поврзано со интернет технологии, меѓутоа може да е поврзано со нешто интересно кое ќе му помогне на луѓето во секојдневниот живот. И тоа што Наташа и сама креира своји видеа, тоа што користи еден модерен начин на работа во моментов, бидејќи туторијалите за шминкање се постојано активни и многу популарни во цел свет. И плюс она што шминкањето за девојките посебно значи вештина или нешто ново знаење кое вистина може да го имплементираат во секојдневниот живот, беа неколку од причините зошто ние одлучивме баш таа да биде дел од European Maker Week. Значи ли ова дека ако оваа година имаме 4 работилници, така да се изразам, дека до година, здравје Боже, може да ги имаме во поголем број, бидејќи сите оние кои што се некако подскриени креатори или иновативци на нешто, може да станат дел од Get Иновација како дел од таа Европска недела на креатори. Така, секако ние во моментов уште кога беше Европската недела на стартапи, се договоривме дека следната ќе биде многу подолготрајна, па се надевам дека ако одлучат и наредна година да има и Европската недела на креатори, се разбира и сите се добре дојдени. Ова се работи или иницијативи кои што Европска комисија за прв пат ги организира, посебно Европската недела на креатори, и очекувам дека ќе се развиваат уште повеќе, бидејќи за Битола Европската недела на стартапи беше прв пат, инаку беше организирана претходно, меѓутоа оваа недела која е во тек е потполно нова за сите. И сите очекуваме да видиме што ново ќе донесат сите градови низ Европа,
па ете да црпиме инспирација за наредна година. Тука го имам моментот национален проект Млади иновации во акција, она што го споменавме, нели, тоа е промоција на млади луѓе. Колку е тешко, Ана, да ги пронајдеш овие млади луѓе кога знаеме дека малку се сензитивни кога станува збор за снимање, независно колку имаат постигнато, тремата пред камера или тремата пред увековечување на тој момент некако не им дава слобода и не често прифаќаат да бидат интервјуирани, снимани или да го изнесат во јавноста на што го направиле. Тешко ли е да се најдат, бидејќи во моментов споменавме дека ова беше само едно од 20, ако не се лажам, 20 и нешто видеа кои што се направени со млади луѓе од различни училишта низ градов, по возрастната категорија, така да се изразам, оние средношколци. Меѓутоа, сепак треба да се мапираат, да не се деца кои што викаат, да, јас знам да цртам. Знаеш, ке ти нацрта едно дрвце и очекуваш дека тоа е толку, нема друго што. Меѓутоа, колку е тешко да ги мапираш, да ги привлечеш и да ги убедиш дека да, ворете вие во јавноста да излезете и се промовирате. Ние навистина имаме добар интерес за проектот и младите прилично отворено пристапуваат. Со тоа што претходно поради низата на младински размени кои ги организираме, луѓе кои ги праќаме да одат на проекти во странство, низ Европа, низ цела Европа. Веќе имавме една почетна датабаза со луѓе кои навистина прават нешто ново и иновативно и со нив и започнавме. Тие беа првите кои прифатија да се направат снимањата. Меѓутоа, исто така имаме и место, односно онлайн апликација каде што тие пополнуваат што работат. Сепак голем дел од нив имаат веќе и свое портфолио, било да е преку креирани видеа или еве сега имавме исто и снимање со диџеи, значи тој има и своји настапи и го покануваат на други места да работи. Значи имаме постојано докази за тоа тие што работат. Потоа има награди добивани. Значи на тој начин функционира со тоа што тие веќе имаат некаква потврда за својата работа. Или некои од нив веќе имаат своји самостојни изложби. На тој начин ги имаме доказите дека навистина се професионални во тоа што го прават. Еразмус плюс проектот Безбедно возење спасува живот, она што го начнавме. Се овде пишува дека се одржа во Струга и како целокупниот настан беше организиран за да ги информира и едуцира младите за безбедносните аспекти на сообраќајот. Значи, ова се случи во Струга како засебен проект, меѓутоа беше и дел од Европската недела на креатори. Не? Не. Ова беше сосема друга, значи ја работиме Еразмус плюс програмата и тоа беше... Што подразбира Еразмус плюс? Бидејќи знаеме на факултетите има таква програма, дали е истата или станува збор за нешто посебно? Со новата Еразмус плюс програма Европската комисија потполно ги обедини под една капа сите програми кои вклучуваат формално, неформално образование, работа на другите сектори. Меѓутоа, она што ние го работиме се младинските програми. Во моментов, овој проект кој што го работевме во Струга беше младинска размена. Односно, тоа станува збор за еден проект кој што трае долг период, меѓутоа, главната активност од тој проект е 8-дневен престој во дадено место во Македонија, каде што ќе се соберат 40 млади луѓе од 5 различни земји за нас и ќе работат на одредена тема, со тоа што им носевме предавачи, луѓе кои што се експерти во дадена област, има различни работилници. Тие самите работеа на делот, производите од проектот, претходно се подготвуваа за да донесат нешто ново во Македонија, истражуваа за своите земји, поврзани работи со сообраќај или со безбедности аспекти на возењето. Исто така има можност да креираат некои материјали кои што навистина уникатни се, значи изборуваме за еден водич кој што веќе е публикуван. Исто така очекуваме овие дена веќе да имаме публикување на краткиот филм од проектот. Значи имаме филм каде што тие укажуваат на некои
на некои аспекти кои што луѓето треба да ги имаат во предвид кога станува збор за безбедносните аспекти на возењето. Покрај тоа бевме во посета во Охрид на Црвен крст, затоа што тие имаат една од најдобрите опреми во Македонија во моментот и има симулации исто така таму на давање на прва помош. Во глобала, навистина имаше една убава работна атмосфера, каде што младите луѓе во тие дена на работилниците имаа можност, покрај тоа што има одлична тимска работа и време да се дружат, да се запознаат, да се разбере мултикултурното искуство. Исто така беше многу важно, меѓутоа и многу имаа можност добра да научат работи од луѓе кои што во Македонија работат во тоа поле. Ги имаме луѓето кои што учествуваат на проектите, споменавме некаде 40 бројка на млади луѓе. Меѓутоа доброто од целата оваа ситуација е можеби тој филм, таа публикација и промовирање во јавноста со цел таа информација за безбедност во сообраќајот да биде пратена на што по широка јавност и популација. Значи ли таргетирањето на токму оваа тема безбедност во сообраќајот, бидејќи пак ќе се навратам на нешто што сум работела, голем е бројот на млади луѓе кои што често имаат се жртви на сообраќајни незгоди, како пешаци се соочуваат со проблем во сообраќајот. Значи ли таргетирањето токму на оваа тема состојбата во која што младите во моментов се наоѓаат во сообраќајот? За нас навистина беше интересна темата, посебно затоа што навистина младите луѓе забележавме дека имаат потреба да знаат нешто повеќе. И она што беше интересно е што самите со истражувањето кое го правеа пред да дојдат, беа зачудени колку работи не знаеле за нивната земја и потоа ние научивме тука некои работи за другите земји кои што никогаш немаше да ги слушнеме или немаше да ги научиме воопшто, бидејќи например во Естонија не знаевме дека има замрзната улица во текот на зимскиот период и возат по таа го користат како пат. Или во Романија дека има улица односно градче од 1 километар кај што се поставени повеќе од 200 патни знаци. Многу интересни факти за сите земји, многу продуктивно, многу научија учесниците, меѓутоа и ние како домакини тука имавме можност да добиеме производи кои што навистина се интересни за сите и се обидуваме колку што е можно повеќе да ги дисеминираме, да ги дисперзираме тие знаења кои што ги оставија тука во Македонија. Исто и тие таму се трудат да ги презентираат и на нивни конференции, на нивни настани. И во секој случај посебно беа интересни, бидејќи сепак мораше да биде поврзано со нешто дигитално. Беа интересни симулациите, бидејќи опремата им беше посебно интересна за користење, да имаат можност да возат, па да се снимаат во различни, како кој вози добро, кој вози лошо. Интересно. Ана, предлагам уште едно видео од Млади иновации во акција да погледнеме во овој момент, па потоа се враќаме во студио да го продолжиме разговорот. Тажи. Здраво, јас сум Мартин, учам во средното општинско училиште гимназија Јосип Брз Тито во 3-та година. Како кај секој ликовен уметник, и мојата желба кон уметноста започна уште од мали нозе и сам се занимавам уште од кога знам за себе. Најмногу се занимавам со сликање, но и со други техники во ликовната уметност. Моментално имам направена една изложба и мотивот во таа изложба ми беше да се представат различни мотиви. За сега планирам уште една изложба и моментално работам на слики кои што бидат представени во неа. Темата за сега е анонимна.
Исто така се занимавам, во меѓувреме се занимавам и со други слики што нема да бидат вклучени во изложба. Инспирацијата најмногу ми доаѓа од луѓето, исто така од природата, но повеќе од луѓето бидејќи ние како општествени суштества најмногу комуницираме и со тоа можеме да ги представиме различните идеи кои што ни доаѓаат, исто така тоа ни дава живот. Плановите за година ми се да се запишам на некој од државните факултети за ликовна уметност во нашата држава, но тоа за сега е само мој план, може да излезе нешто друго, па да студирам и надвор од државата. За сега тоа ми се плановите за иднина, но понатаму ќе продолжам да правам нови изложби, со нови слики, со нови мотиви и инспирации, кои што мене ќе ми дават подкрепа во мојот ликовен живот. Да се види уметник во Македонија воопшто не е лесно, без разлика дали тоа е сликар, поет, глумец или музичар. Моменталната состојба е таква, така што не е сакаш материјалната потреба важна, така што многу уметници се откажуваат од уметноста заради тоа што не гледаат материјални изгледи во нашата држава за уметноста и заради тоа многу се откажуваат. Тоа е многу жално, бидејќи уметноста во Македонија пропаѓа. Така што на овој начин можам да ви препорачам вие со Get Innovation да се само промовирате и да видите чекор напред со вашата уметност или било друг кој талент го има. Еве неповторно во студио, мој гостин е Ана Дајовска од Get Инновација од Битола. Ана, ќе го продолжиме разговорот околу идните планови на Get Инновација, но претходно едно прашање. Ако кажавме што нудите, што е она што им го нудите на младите луѓе да можат да го видат неформално, да го научат, и оние кои што работат нешто, имаат идеја за нешто, да дојдат кај вас и да можат да се промовираат. Колку сметаш дека вие сте еден начин на одскочна даска кога станува збор за преминувањето од идеја во реализација, односно од една почетна точка до евентуален бизнис? Кај нас сите идеи за проекти биле почетно идеја па станале реалност и секогаш сме пресрекни кога таквите иницијативи ни се остваруваат. Во врска со продолжувањето нешто да биде бизнис, учесниците кои што се дел од нашите проекти, нашите активности, секогаш добиваат некоја нова инспирација, нешто интересно да започнат или да направат. Она што мене ми беше навистина убаво, беше како работник со млади, имав работилници за предприемништво и ги работевме еден период, па се случи еден од учесниците да направи неговата идеја да ја развие и да направи парк за байкинг парк, значи со велосипеди да се направи парк не во Македонија. Меѓутоа, еве ја оствари неговата идеја и ден денес го следам и се уште работат на тоа. Значи, на тој начин може да добијат инспирација. Ние нема да можеме да им бидиме помош понатаму во смисла на развој на некој. Меѓутоа, тука сте да го подучите доколку греши во одредена ситуација. Или идејата можете да му ја подобрите со дополнителна идеја, од која што навистина може да прерасне во бизнис. Така, некогаш се навраќаат за консултации, например, да прашаат за некоја алатка како да се користи ако не сватиле добро, или некогаш се интересираат често исто за Еразмус програмата, па имаат разни прашања во врска со активностите за млади. На тој начин можеме само како совет, како работилница, како знаење кое може да им го даеме или вештина. Така, споменав дека имате планови за воиднина, не застанувате тука, и дај Боже така да е. Кажи ми збор два околу плановите. Во овој период
после завршувањето на Европската недела на креатори, бидејќи сега сме со тоа најмногу зафатени, продолжува младите иновативци во акција. Кога ме прашуваат колку ќе трае, јас им викам трае, нема крај. Бидејќи започна во јануари, планирано е да биде до декември 2016 и да видиме како ќе се одвиваат понатаму снимањата. Сега имаме навистина голем интерес за проектот, бидејќи младите луѓе навистина го наоѓаат како нешто интересно и самите си се промовираат, си ги споделуваат на социјалните мрежи, собствените видеа, па тука коментари има и разни фидбек има од нивните пријатели. Учиме за новите луѓе за нови луѓе кои што прават навистина нешто интересно или нешто кое досега не е видено. Например, имавме една девојка која изработува црта на маици и црта нејзини слики или некои интересни цртежи кои што никаде не можат да бидат најдени на друго место. Никаде не значи. Да, исто така покрај младите иновативци имаме некој одреден таргет на видеа кој што го снимаме во текот на месецот. За нас беше 3, меѓутоа во минатите месеци над 20 видеа веќе имаме снимено. Немаме рамка која што ја работиме како мора да е толку или немаме време. Секогаш имаме време за луѓето што се заинтересирани и што се талентирани да слободно да дојдат, да се направи план, да видиме што имаат сработено и да направиме видео со кое што ќе може да ги промовираме понатаму на нашиот YouTube канал. Исто да не заборавам, овој проект исто така се занимава со една многу нова тема во интернет технологиите, се вика влогирање, како што имаше блогирање претходно, сега се оди преку видеата, односно креирањето на видеоблог. И Get Иновација во суштина тоа го прави, го креира видеоблогот на кој ги поставува на платформата видеата од младите луѓе. Подоцна, покрај младите иновативци во акција, во јули доаѓа уште еден Erasmus Plus проект за Get Иновација, кој што навистина за нас беше нешто многу важно да го имаме како тема, се вика Дигитална Европа. И во Дигиталната Европа работиме со најновите технологии кои што во клауд компјутингот се застапени. Работиме со алатки кои што се на врвот на листата во моментов, значи потполно нови алатки кои што луѓе од 7 различни земји ќе имаат можност да ги научат, односно станува збор за младински работници овој пат, луѓе кои што понатаму овие знаења ќе можат да ги пренесуваат на млади луѓе во нивните земји. И тоа ни е сега најважното во моментот, да се веќе работиме на тоа. Дигиталната Европа беше почната уште предходно, затоа што неја ја иницииравме со Startup Europe, бидејќи Startup Europe, Дигиталната Европа и сега на крај Maker Week се дел од една огромна иницијатива, еден огромен иновативен чекор на Европска Унија. И сакаме и ние да бидиме во текст кроз со настаните. И понатаму други активности кои ќе ги имаме, една најава дека во месец август ќе започнеме да работиме исто така со малку повозрасна група на луѓе, повторно проект поврзан со интернет технологии, меѓутоа за тоа ќе зборуваме во август. Сега ја имаме само веста, меѓутоа новините подоцна ќе доаѓаат, откако ќе се административно ќе бидеме организирани. Во секој случај Get Иновација продолжува уште еден чекор понатаму, посебно заради тоа што ние навистина би сакале повозрасните многу повеќе да ги вклучиме. Тие кај нас се вклучени во дел од работилниците, посебно минатава година беа вклучени во иновативниот центар, меѓутоа оваа година сакаме да ги вклучиме многу помасовно. Ана, јас ти благодарам за учеството, ти посакувам успеси понатаму и продолжување на работата, идејата и целта на Get Иновација.
Тука ќе се одјавам. Ти благодарам Јас уште ви еднаш за благодарам учеството. за поканата и за тоа што секогаш Мега телевизија е со нас и не следи. Ти благодарам. А сега предлагам режија да го погледнеме уште едното видео кое што го имаме од Get Инновација. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me. Јас сум Александар Јовановски. Јас сум Димитар Ѓоргиевски. Јас сум Марио Стачевски. Лид гитара и лид вокал. Тапанар, басист на бендот Retribution. Got a lot of nice girls. Љубовта кон музиката ние уште од мали кога бевме, сакавме секогаш да бевме секогаш инспирирани од музиката што ја слушаме, што сакаме и денес што свириме. Рок, хард рок, така натаму. Блуз, heavy metal. Свирки имаме до сега направено 20-тина. Може да се рече. По локалите и тоа, да, по локалите, по кафичи, на площади имаме свирка. Така нова година. Првата свирка, луѓето беа најзадоволни, јас мислам, од првата свирка, заради тоа што прв пат не гледат и прв пат тогаш имавме контакт со публиката. И плюс немавме 2 недели од гаража излеземо. Да, и познававме тоа. Бевме во топ форма. Моментално работиме на авторска музика, значи сакаме нешто наше да извадиме пред публиката. И не само публиката во Битола, туку сакаме и да поширок од Битола и од Македонија камо и до се. Како да не прифатат да видат. Имам планови да се сними едно демо CD, да бидеме со тока, окей. Биде работа да ќе бидеме припатени. Во контекст со целињата, прво треба да се најди, прво треба да се направи, да се направи музика, да се направи материјал, Па да се сними. па да се најди човек што ќе се напади да не потикнува Сите тапанари гитаристи, басисти и сите останати кои што имаат некаков талент да дојдат да се само промовираат во Get Инновација. Get Инновација. Get Инновација.